спорт беше еден од најмоćните во државата. Фудбал, кошарка, ракомет, мали спортови, успесите мора да продолжат. Рековме старт на надпреварот, Петрушева до Кети Георгиевска во рекетот, но таму има прекршок. Почитувани љубители на спортскиот времеплов, ја ова го коментирам од студиото, немам никакви податоци, никакви записник. Она што гледам, тоа и ке се подсетувам и ке го коментирам. Значи, од прилика гледате таму менаџер Пантиш со добошите, покрај нив се браќата Далтон, исклучително расположени, кои ствараа посебна атмосфера во спортската сала во Куманово. Ова беше удар на Олја Кривокапич од дистанца, но не успеа во рекетот на студент. Петрушева спасува аут, удар од голема далечина, но без успех. Тука е Корнелија Квесич и секој напад на Тиквеш Флорида вообичајно започнува од Стојна Вангеловска. Гледаме обкружена од три кошаркарки на студент. Корнелија Квесич успева да поентира. Не треба многу да се зборува за квалитетот на оваа хрватка. Родена е во Славонски Брод. Има богата кариера, но еве во овој момент изворедната Стојна Вангеловска краде топка од Лидија Петрушева и повторно во напад кошаркарките од Кавадарци. Маја Видикова во рекетот за Квесич, повратна топка, удар за 3 поена на Видикова, но не успева. И нападот на студент започнува со Лидија Петрушева, неформирана одбраната на Тиквеш Флорида, и тоа го користи Моника Гавриловска, но има и дополнително слободно фрлање, која не успева да го реализира, но тука е Кети Георгиевска, изблокирана, прави чекори и судијата Баже Поповски покажува дека тоа е топка за кавадаречките кошаркари. И иста слика, повторно играта ја поведува Стојна Вангеловска. Влез од полудистанца и како што тоа го прават големите светски мајстори, така е и Стојна Вангеловска доста успешна. Гледаме дека Стојна е покрај Олја Кривокапич, директно задолжена да ја чува и покрај тоа што Олја е многу повисока, но забележуваме дека во сите дуели тоа го правеше Стојна доста успешно. Еве така и во оваа ситуација, прифатена топка од кош на кош и тука има лична грешка од Моника Гавриловска. Слободни фрлања за Стојна Вангеловска. Прецизна во првото слободно фрлање. Не успева во второто, Кети Георгиевска, но гледаме дека овие се инсерти, извадоци, така што немаме она автентична цела снимка за овој надпревар. Удар на Стојна од голема далечина, мислам дека тоа беше Стојна, да, прецизна. Не, сепак тоа не се поени. Не видов добрички, извините. Ја губи топката Олја Кривокапич и нов напад за Тиквеш Флорида. Стојна Вангеловска е овој пат од кош на кош и успешна е Вангеловска. Тоа предизвикува овации, расположение на трибината каде што се сместени навивачите на Тиквеш Флорида. Обид на Кети да ја проигра во рекетот Моника Гавриловска, но аут. И сега гледаме тајм-аут, инструкции на тренерот Видое Секуловски. Пофалби од него до неговите кошаркарки дека играат добро во одбраната, само треба нешто да се смени на подобро во нападот.
Ова е самиот почеток од првото полувреме, 10-5 водство на екипата на Тиквеш Флорида, обид на Снежана Либич изблокирана, не успева Весна Војодиновиќ и тоа е нов напад за брзата Лидија Петрушевска, која откош накош, но не успеа на крајот да реализира. И веднаш прави лична грешка над Стојна Вангеловска. Ова е еден влез на изворедната Стојна Вангеловска. Во една прилика спомнав дека овој дуел во ова надпреварувачка сезона помеѓу Тиквеш Флорида и Студент е еден од најјаките. Не еден, него сигурно еден од најјаките, затоа што и двете екипи се доста силни и квалитетни. И изјавив и повторно ќе кажам дека тешко, дека во наредните 50 години, можеби и повеќе, дека на некои од нашите женски кошаркарски колективи ќе биде надминат овој квалитет. Пред малку видовме изворедната Корнелија Квесич од полудистанца прецизна. Сега реков дека се доста квалитетни, со самото тоа што веќе ги спомнав оние три кошаркарки од поранешната југословенска репрезентација, Олја Драгичевиќ, Криво Капич, Корнелија Квесич, Стојна Вангеловска, но и сите оние останати што се во редовите на Студент, како Ленча Алексовска, Лидија Петрушевска, Моника Гавриловска, Кети Георгиевска, исто така и во редовите на Тиквеш Флорида, Маја Видикова, Славица Липич, Весна Војодиновиќ, Олга Равњак и другите. Кети Георгиевска доолја во рекетот и над неа е направена лична грешка. Го гледаме на трибините председателот на Кошаркарската федерација, господинот Зоре Темелковски. Тој истовремено е и спонзор на екипата на Студент Иноспектар. Па доста беа оние интересни препукувања помеѓу Тодор Белевски и Зоре Темелковски, многу пати беа на дуел во телевизија Sky Канал и во другите медиуми, и сето тоа дигна атмосферата до точка на вриење и мислам дека дади тоа уште подобар штимул, поголема драж на овој спектакуларен голем дуел помеѓу овие две силни екипи. Обид беше ова на Квесич да ја проигра во рекетот Весна Војодиновиќ, но тоа беше спречено. И во овој момент Стојна сече една топка, да видиме што ќе направи. Не успеа да поентира, се жали, бара лична грешка, но судиите Поповски и Дојчиновски покажуваат играта да продолжи. Обид на Липич од голема далечина, не успева, тука е Весна Војодиновиќ, повторно топката кај Липич, повторно од голема далечина, но и повтор пат не успева. И Кети Георгиевска преку брзата Лидија Петрушева, овој пат откош накош, браво за изворедната Петрушева, која е доста брза и реализираше во овој напад. А на трибините не престанува громогласното навивање и гледаме изворедната Корнелија Квесич од непосредна близина поентира. А лозарите продолжуваат. Повторно Липич, некако на овој надпревар не ја сакаше топката, не успева и во својот трет обид. А на клупата Олга Равњак ги бодри своите колешки. Гледаме секретарот Маријан Нацев навидум смирен, но тој си знае како беше во тој момент. Сепак многу важен надпревар, да се биде или не, да се освои првата титула, првиот пехар, Купот на Македонија. Истата желба има и кошаркарките на Студент, тренерот на Студент, Кафеджијски, а гледаме тајм-аут, Видој Секуловски, повторно со инструкции како да се продолжи.
Иначе солидно беше исполнета салата во Куманово. Голем број на наши сограѓани беа во Куманово да го следат овој важен натпревар. Тандемот Вангеловска-Квесич, Квесич внатре во рекетот кај Војадиновиќ и Моника повторно прави прекршок. Успешна Војадиновиќ. И повторно Лидија Петрушева брз контра, но еве камерата оде на трибините, ги покажува лозарите и го гледаме пунктиристички во друштво со Благоја Георгиевски Буштур. Пред околу 45 дена почина легендарниот Буштур Благоја Георгиевски, вистинска легенда на македонската кошарка. И повторно го гледаме председател на Кошаркарската федерација Зоре Темелковски. Исто и тој има желба да ја освои оваа титула, овој пехар, купот на Македонија, но пехарот е еден. Мајстор си е мајстор, Стојна Вангеловска, дриблинг од полудистанца, прецизно поени за екипата на Тиквеш Флорида. Ова само е потврда дека и целокупната македонска спортска јавност со директен пренос можеше да го следи овој надпревар. Мислам дека го коментираше Зоран Поповски. Ја гледаме клупата за резервни играчи на Тиквеш Флорида и ево го тоа знаме што зборува за него, што го чекавме претходната вечер да се сошија, да се спреме за овој важен надпревар на нашите кошаркарки. Браво! Повторно тандемот Вангеловска-Квесич од полухорок, прецизно. Ке повторам уште еднаш, ова гледаме 4 минути и 53 секунди до крајот, водство од 7 разлика, 19-26 за екипата на Тиквеш Флорида. Реков, ке ми простите, ова го коментирам од студиото на порталот rtk.mk, доколку направам некој превид, некоја грешка, затоа што немам никаков записник, никаков документ, чисто оно што го гледам на снимките, се подсетувам и го коментирам. Видој се Куловски со инструкции и совети до Олга Равњак за тоа како треба да продолжи понатаму во надпреварот. Се врти околу нашите две најдобри кошаркарки, Квесич и Вангеловска. Иста слика, брзата Петрушева, но зоната е поставена и повторно гледаме инсерти, снимки од следниот тайм-аут на Тиквеш Флорида. И точно се зависи од играта на Стојна и Квесич, доколку тие се во форма,
играат одлично, тогаш успехот е загарантиран, но секако треба поддршка од останатите, како што се Липич, Видикова, Војадиновиќ, Равњак и останатите. Уште 3 минути до крајот на првото полувреме гледаме резултатска неизвестност, 26 према 25 за Тиквеш Флорида, само пола поен предност. И ова се кризни моменти кога нашите кошаркарките на Тиквеш Флорида направија неколку грешки, но затоа ќе видиме во следните инсерти на трибините се лозарите, навивачите кои со громогласно навивање даваат поддршка и ја враќаат екипата во ритам и ќе проследиме што ќе се случи понатаму. Кети Георгиевска, Ленча Алексовска, топка бара Мрзнецка, но оди по десната страна овој напад, но направен е прекршок врз Криво Капич од страна на Корнелија Квесич. Малку живост и на клупата на Студент Ино Спектар. Кафеджијски и неговиот помошник, мислам дека беше Василевски, да, ќе ми простите ако не е точно, поранешен кошаркар од Скопје, мислам на Работнички. И сега повторно инструкции и совети овој пат до Весна Војодиновиќ. Од трибините се слуша Тиквеш Флорида, лозарите не престануваат. Морам да потенцирам дека тие беа главниот, покрај квалитетот на екипата, лозарите беа еден од главниот сегмент на овој надпревар кој даде голем допринос. Ова е една од ретките грешки на Корнелија Квесич, брза акција на Студент, но мислам дека тука Липич прави прекршок врз Криво Капич. Слободни фронт за Корнелија Квесич, успешна. Клупата на Студент Ино Спектар, Моника Гавриловска со своите соиграчки. Нов напад за кошаркарките на Тиквеш Флорида во рекетот Корнелија Квесич, но овој пат неуспешна, бара лична грешка, но судиите не сверат ништо. И ова е веќе полувремето, нашите одат во собликувалната. Доктор Јован Ѓушев, покоен. Кавадаречкиот спорт беше еден од најмоćните во државата. Фудбал, кошарка, ракомет, мали спортови, успесите мора да продолжат.